Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Колку повеќе им се ближи крајот, толку повеќе се зголемува расипничкото однесување на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Со државата и нејзиниот имот се однесуваат како да се нивна приватна сопственост. Струмица денеска беше сведок на уште една бесрамна злоупотреба на државен имот за приватни цели. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, без срам и грижа на совест, долета со службен хеликоптер од Скопје и слета на приватна сепарација на територија на општина Струмица, и тоа за приватни цели. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е згрозена од расипничкото однесување на министерот Чавков и не дозволува министер да се вози приватно со хеликоптер, при тоа купен од народни пари. Чавков уште еднаш го потврди вистинското лице на оваа влада во заминување. Нејзиниот комодитет и раскошно живење биле и се пред интересите на граѓаните. Додека тие едва можат да купат автобуски билет за да стасаат до потребната дестинација, владата на Груевски се расфрла со буџетски средства. И додека половина од граѓаните едва и врзуваат крај со крај, младите се иселуваат заради се поголемата сиромаштија. Државата тоне во долгови. Груевски и неговата влада се луксузираат и не сакаат да се соочат со вистината. Од таа причина јавно го прашуваме министерот Чавков. Колку ги чини граѓаните неговото патување со државен хеликоптер за приватни цели? Народот има право да знае каде и за што се користат неговите пари. Македонија заслужува честна влада. Влада која што ќе ги почитува и ќе работи за интересите на граѓаните. А таква ќе биде новата демократска влада на СДСМ, на чело со Зоран Заев. Ви благодарам.